Пред пратениците во собранието денеска се измените и дополнувањата на законите, договорени од представниците на политичките партии, потписници на договорот од Пржино во насока на подготовка на одржување на предвремени парламентарни избори. Станува збор за измени и дополнување на Законот за внатрешни работи, на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на Законот за кривична постапка и на Изборниот законник. Законите ќе се носат по скратена постапка, а предлагачите се координатори на пратеничките групи на ВМРО ДПМН и на СДСМ, како и на ДУИ и на ДП. Ангажманот на странски консултанти дава резултати, а годинава ќе се ангажираат 55 експерти, најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Пред 2 години започна првата фаза на ангажирање странски консултанти кои македонските компании ќе ги користат како советодавни тела. До сега, како што повлече Груевски, ангажирани се 50 странски консултанти. Планирано е истакна тој годинава да бидат ангажирани вкупно 53 експерти. Консултантите не представуваат голем трошок за компаниите, бидејќи тие треба да покријат трошоци само за нивно сместување. Останатите трошоци ги покрива владата. Втора значајна работа е што консултантите, како и компаниите кои што ги ангажираат, се задоволни од соработката и стручните совети, а 90% од компаниите изјавиле дека сакаат повторно да ангажираат консултант, рече Груевски. Тој подлече дека и натаму ќе се продолжи со спроведување на мерката за ангажирање на странски консултанти. Република Македонија има силно изградена професионална структура во рамките на МВР, која на дневна основа комуницира со партнерски служби во регионот и пошироко, разменува многу информации и тоа само по себе е гаранција дека навремено би превенирале, ефективно би одговориле на евентуални терористички закани, посочи министерот за внатрешни работи Митко Чавков околу тоа дали Република Македонија може да биде цел на терористички напади и дали сме подготвени да одговориме, односно да превенираме. Има реални можности за евентуален терористички напад, затоа не треба посебна експертиза. Едноставно треба да се водиме од индикаторите кои постојат. Ние досега сме покажале високи професионални капацитети во справувањето со терористичките насилни групи и ефективно сме се справиле со нив, нагласи Чавков по денешната промоција на 24 нови возила донација за граничната полиција од Меѓународната организација за миграции. Wikileaks соопшти денеска дека се објавени нови информации кои што содржат и аудио снимки од заседанието на Националниот комитет на Американската демократска партија. Објавувањето на снимки доаѓа во време кога се уште трае Демократската национална конвенција, на која Хилари Клинтон вчера и официјално беше прогласена за кандидат за претседател на Соединетите американски држави од оваа партија. Објавени се снимки од 29 телефонски разговори во траење од 14 минути. Многу од нив се однесуваат директно на Националниот комитет на демократите. Објавувањето на првиот пакет електронски пораки на Демократскиот национален комитет предизвика потрес во самата партија, што доведе до оставка на претседателката на комитетот Деби Васерман Шулц, бидејќи меѓу останатото, преписките открија дека комитетот и таа лично ја фаворизирале Клинтон во однос на нејзиниот соперник Берни Сандерс.